Поранешниот чувар на мрежата на Ѓорче Петров, на Вардар, на Металург, на Тутунски комбинат Брент, како и на францускиот Вилфранш, како и поранешен репрезентативен голман, а сега предводник на машката сениорска репрезентација Данило Брестовац е гостин во 24 Ракомет ТВ. Добре дојавте. Многумина знаат за Данило Брестовац како тренер и како селектор, но малкумина, можеби од поновата генерација, го знаат Данило Брестовац како играч. За почеток е откриете ни детали од вашата играчка кариера. Па добро, некако кратки црти. Како и сите ракометари, започнав со малски ракомет во Ѓорче Петров. 2 години бранев за Ѓорче. Та втората година и се пласиравме, влеговме во Македонската лига, која беше трета по квалитет во бившата држава Југославија. Значи беше прва, втора Македонска лига. Настапувавме во таа Македонска лига. При крај на таа година отидов во Вардар како на некој вид на проба. Вардар во тој момент беше екипа која се преврши во втората сојузна лига и требаше да игра бараж надпревар за влез, тоест еден вид на Final Four и требаше да влезе требаше да првите 2 места носе и место во најдобрата југословенска лига. Значи можам да кажам дека во тој момент после Пелисер од Битола, Вардар Ватростална беше втора екипа по ранг во Македонија. На таа проба одработен еден тренинг кој Вардар во тој момент беше под водство на Ванче Јовановски. Кога ме виде и кога праша колку години имам, веднаш нареди по враќањето у Загреб играше Final Four, по враќањето од Загреб, веднаш се приклучам на тренинзите на Вардар и да го сочинувам тоа трио или квартет во тој момент. Во тој момент голмани бе Александар Царчев, беше Зоран Петковски број 2, Коста Кипровски беше број 3, ја број 4 требаше да бидам во тој момент. Она што го виде Ванче Јовановски, најверојатно почна да прави место за мене како еден млад надежен голман. 10 години се задржав во Вардар. Имавме многу турбуленции, борење за опстанок и борење за највисок пласман. Значи многу турбуленции во тие 10 години. Значи од борбата за опстанок до полуфинале на купови. Првата титула 5 години, од 10 години 5 години бев капитен. Јас сум прв што не знам што го подигнал пехарот за куп. 97 година, 99-та го освоивме првенството и тоа одлучувачкиот надпревар го игравме во Битола. После поминати 30 години некако осетив дека сум заситен од Вардар, иако да ви кажам во тој момент Вардар имаше одлична екипа со Пепи Манацков на лев бек, со Олег Мајцев на десен бек, со Кирил Колев како актуелен тренер на Ница, со Кирил Атанасовски, со Ванчо Димовски, со Стефче Лушевски на лево крило, десно крило Александар Петровски. Да вистина бевме одлична екипа, но осетив потреба за промена. Да ви кажам искрено, имав до тогаш 3-4 понуди да ја променам средината, да отидам во странство. Почнав да се сомнувам дека управата на Вардар ми прави проблеми да отидам, дека не сака да си заминам од тука. Направив еден ризик, попишав за Тутунски комбинат, кој во тој момент финансиски може изгледаше најјако, најмоќно. Отидов во Тутунски комбинат, една година бранев тамо, веќе во ноември месец подпишав за францускиот второлигаш Вилфранш од Лион. Во таа година помината во Тутунски комбинат освоивме купот на Македонија. Во полуфиналето го елиминиравме Вардар, каде што на полувремето например против таа една одлична екипа на Вардар водевме со 18-9 например. Значи стварно ги газевме, стварно бевме добри, моќно изгледавме. Иако и Вардар беше една одлична екипа. Во финалето го победивме Пелисер од Битола. Во полуфиналето од плејофот изгубивме од Пелисер 2-1 во надпревари. Понатака за титулата се бораднели како и секоја година се бореше Вардар и Вардар го освои првенството. Така да после заминав во Вилфранш, во Лион и не знаете како е. Најдобрите можеби мои години ги бранев во француското првенство. И сето она што го стекнав и како реноме и како голман и како го стекнав во таа екипа во Вилфранш, во Лион. Со мене игра голем број на рецептивци. Со мене играше на пример еден ќе почнам од Рок Фелио, кој е моментално капитен на НАТ, на Кирил Лазаров, Жоли Гиом, кој е исто светски европски олимписки првак со француската репрезентација. После подпиша играше во Шамбери, играше во Ветлар,
играше во Данкерк, во многу клубови европски играше. Има и презиме на францускиот ракомет. И со мене исто настапуваше Седрик Пати, кој исто беше олимписки победник со француската репрезентација. Арно Бинго беше на левата позиција. Така да имавме една убава генерација на ракометари. Штета можеби што не се задржавме повеќе во најелитното француско надпреварување. Мислам дека со моето име и презиме навистина многу придонесов за таа екипа. Дури таа 2005 година бев одликуван од градот Вилфранш со одликување за спортски успеси. Иако на пример можеме да кажеме дека бев во Вардар одликуван со златната значка на Вардар мислам дека за 25 години постоење, не сум баш сигурен. Така да као спортско друштво бевме многу моќни во тој момент, поготово во тоа време после формирањето на нашата самостојна држава, бевме моќни во фудбалот, бевме и во ракометот, имавме многу спортови. Така бев одликуван со таа некоја златна значка од спортско друштво Вардар, уствари, доаѓа поточно. Одликуван сум од градот во Франш за спортски заслуги. Никогаш градот во Франш, кој е во склоп на Лион, на 25 км од центарот на Лион, никогаш во својата историја не беше учесник на таа најелитното француско надпреварување. Така да и од таму сум одликуван. И кој ќе ставам кај една црта, никогаш не желам за она што сум го направил. Можеби сум можел да повлечам некои потези, на пример финансиски подобро да поминам, но сепак финансите ги ставам на страна, мислам дека 6 години во Вилфранш, 10 години во Вардар, 1 година во Тутунски, 2 години во Ѓорче Петров, мислам дека придонесов за една убава спортска кариера. А сметате дека можете повеќе да направите, да браните уште барем година, 2-3, не знам. Па, на пример, ако трчам по парите, ако бев малце поамбициозен, сигурно, на пример, таа 2004-2005 бев најдобар голман во француското правенство. Значи, после мене бе еден Тери Омер, еден Бруно Мартини, кој е сега директор на ПСЖ, Кристијан Годан, кој има и презиме во францускиот ракомет и во Бундеслигата, навистина имаше запазени роли во некои други клубови. Почуча од тие некои голмани кои нешто значеле во Југославија, бивша Југославија. Значи, навистина можеме да кажеме дека сум се наоѓал во секој пат во некој друштво на некои одбрани луѓе кои и ден денеска си имам контакт со нив. По завршување на таа некоја моја одисеја во странство, кога бирав каде можам да се вратам, го одбрав Металург затоа што во тој момент сите мои оние другари беа во Металург. Така да Металург беше како еден македонски клуб, како еден македонски проект и се одлучив да тие последните 2-3 години од мојата кариера ги завршам во Металург. Неголем дел од вашата играчка кариера поминавте во Вардар, каде што браневте 10 години. Може ли да се направи нека компарација на тогашниот состав на Вардар и неговиот спонзор Михајло Михајловски на овој Вардар денес, како што беше спонзориран од Сергеј Самсоненко? Вие отвидите некои детали од тогашниот период? Не можам да спорам затоа што не сум дел од овој сегашен Вардар. Тој наш Вардар, на пример, не знам, бевме повеќе македонски играчи, повеќе игравме на другарство. Не можам да кажам дека немаше пари како што има сега. Нели, ние знаевме на пример во повеќето надпревари кај што излегувавме да се пошегуваме, нели, имаме еден поздрав пред да излеземе на терен, стално кога се собиравме како во група, имавме еден израз кој викавме: ние може нема да земеме премија, ама нема ни они да земат. Така да бевме малку екипа со карактер, бевме малку и неечи, од тие играчи кои сигурно можеби ги познават, можеби не ова денешна ракометна јавност, можам да кажам дека игравме заедно со Бранче Ангеловски, кој е сегашен, значи, директор на Костанца. Значи, зборам за играчи кои има запазена улога во тој Вардар. Зборам за Маријан Колев, кој сегашен тренер на Ница, беше среден напаѓач, Кирил Атанасовски, кој да не се повредеше, имаше една супер кариера пред него, играше во супер екипи во Франција, играше во тој еден Вардар кој беше стварно моќен, играше во репрезентацијата на Македонија. Понатака имавме еден пилот на Слободан Джикановиќ. Во таа екипа беше Александар Петровски, кој е сегашен директор на спортскиот центар Борис Трајковски. Така да можеби за некого малку е чудно, но сите ние можеме да кажеме дека ги правиме оние први чекори кон успесите на Вардар. За разлика од оној Вардар, вие што го знаете, ние игравме во расадник, во кисела вода.
по моето заминување таа 2001 година Вардар се пресели во Кале. Јас на пример исто како во тие 10 мои години никогаш немам играл на Кале. Значи јас тој Вардар што бил на Кале и тој Вардар што е сега во аеродром, јас навистина не можам. А мора да бидам искрен дека на пример и сега кога ќе видам, кога ќе слушнам, прашувам што направил Вардар. Но главно прашање ми е дали играл Столе, дали играл Недановски. Тие ми се некои прашања. Така да за Вардар како Вардар не е тој оној мој Вардар, искрено. Малкумина може би знаат дека вие го креиравте првиот ракометен портал во Македонија. Дали во иднина би можеле повторно да видиме колеги? Тоа беа некои пионерски почетоци, да, и не знам. Јас вашата работа многу ја почитувам и искрено многу ја сакам. И да не бев тренер, да не се занимавам со оваа работа, сигурно ќе ви бев колега. Не знам како ќе се развива мојот тренерски пат. Во изминатиот период сватив дека многу се коцка. Значи се вратив во Металург и ја земав репутацијата по еден незгоден момент каде што и тука ако имав неуспех, мојата тренерска кариера ќе беше запечатена на пример. Знам дека многу вложувам во себе, знам дека многу учам, секојдневно се трудам да напредувам. Се надевам дека нема да ви бидам колега, дека ќе продолжам со оваа моја работа, но навистина јас ја почитувам, јас сакам. Значи тие се мои две љубов, големи љубови како би рекол, тренерската работа и новинарството. Македонија турка добро во квалификацијскиот циклус за пласма на Европското првенство следната година. Освоивме 3 бодови од двомечот со Исланд. На почетокот на вашиот селекторски мандат најавивте дека ќе разговарате за евентуален камбек на искусниот среден бек Филип Миркуловски, а во однос на составот што настапи на Мондијалот во Германија и Данска го немаше Филип Лазаров. Дали разговаравте со овие двајца искусни репрезентативци? Да бидам искрен, јас со сите нив сум играл и сум бил совлекуван и сум добар другар, пријател. Може би не сме неколку блиски, нели? Исто како и вие кај на работа, не може сите бете блиски, нели си имате свој круг на пријатели. Нормално дека ние се поштуваме сите и разговарав и со Филип Миркуловски, разговарав со Филип Лазаров, секако. Го изнесов мојот став, што мислам за сето ова. Миркуловски го замолив дека ако ги загубиме евентуално овие надпревари со Исланд, дали ќе ми помогне во некои идни надпревари. Тој се сложи, да, ако требам на располагање сум македонската репрезентација, на располагање сум ти, но беше маве на крај, гледај да не ти требам, затоа што навистина јас го разбирам, он игра во едно јако првенство и каде што е стварно потребен му е и поготово во летниот период, каде што знаеме дека германците почнуваат мощне рано, така да тој во јуни месец му е навистина потребен тој одмор, така да јас на крај сепак заврши разговорот во смисла дека да, ние ќе тераме со Исланд без тебе, но ако биде потребно со Турција или со Грција, дали ќе може да ми одиграш еден надпревар, он се согласи на тоа, нели како прав патриота македонец. Мислам дека и да не е во таа позиција, да не е толку физички, не знам како би нашол збор некој да физички не е толку исцрпен, да, сигурно дека би помогнал и би помогнал овие млади играчи што подобро се представат на европската јавност. Со Филип Лазаров имав еден конструктивен разговор, му кажав дека за овие два надпревари можеби ќе го викнам, можеби нема да го викнам. Он рече дека секој пат ми стои на располагање, кога да се одлучам, дека он секој пат е расположен да се стави на располагање на македонскиот најдобар тим. Дали се уште нашата цел е пласма на Олимпијадата во Токио следната година? Кои се вашите планови и визии во однос на фамозното подмладување што станува долги години и дали има некои нови играчи на повеќе кои што би можеле да се најдат на поширокиот список на националниот тим? Сите што го спомнаа Токио неславно завршија, Лино Червар, Раул Гонзалес. Ја не би го спомнал затоа што имам и само 3 години договор со нашата федерација. Значи верувајте дека сме ние во еден можне лош процес. Имаме играчи кои не се докажали на европска сцена, имаме играчи кои не се докажани во македонските клубови, а сепак мора да ги промовираме преку репрезентацијата. Мислам дека сме ние можеби единствена репрезентација во светот каде што ние нашите играчи си ги промовираме преку националниот состав, а не преку клубовите. Сепак мислам дека до репрезентацијата се доаѓа преку клубовите и настапите во нив. Ајде имам среќа што јас со нив сум играл, сум ги тренирал, така да имам доволно познавање за она што го можат и реално колку може да ни помогнат. Знам дека влегов во еден по мене мощен тежок момент.
имаме неповолен распоред, имавме гостување во Исланд, имавме еден вест дека стига еден неповолен резултат по нас, дека Турција победила во Грција. Верувајте дека почнеме да размислуваме за тоа трето место, почнеме да правиме математики. Значи 4 трето пласирани исто така одат на европско првенство, почнеме со таа математика. Знам дека од некоја гледна точка како еден навивач тоа звучи можеби малку, но кога требаш да почнеш надпревар со Талевски кој има кој тренира и работи во еден извонреден клуб, но нема една забележителна улога. Понатака го имаме Кузмановски кој во тие некои европски рамки уште не е представен во најдобро можно светло, не го покажал она што он го може, а јас знам дека може многу. Понатака, значи тоа се играчи од генерација 9-6. Понатака за во ротација имавме проблеми каде што Чулевски кој беше еден од на последното светско првенство, кој беше еден од тие како главни играчи кај Раул. Зборам за Чулевски, значи он беше повреден, долго време не настапуваше. Тука бев хендикепиран во тој период и поготово на последниот надпревар што го игравме Еврофар Металург, не се појави ни Крстевски, кој исто така беше светското првенство. Навистина картите не ни беа наклонети во тој момент. Сепак се одлучив за поцврста одбрана и еден напад кој би бил дисциплиниран и би можел да одговори на сето она што ни го нуди Исланд како селекција. Сега од ова гледна точка во тој момент се осеќав, искрено ви кажам, и на моменти и немоќно. Долго време правевме анализи со мојот стручен тим. Долго време анализиравме, имавме многу анализи направено. Се ослонивме на анализите кои ги направи нели господинот Раул Гонзалес, кој ги имаше веќе направено за светското првенство. Се обидовме ние преку анализите на последните надпревари, тоест 6 надпревари кои играше Исланд на светското првенство, се обидовме да го извадиме најдоброто и најлошото од нив. Мислам дека сето тоа беше представено на играчите во некои кратки црти. Сега кога ја ставиме една црта после тие два надпревари, мислам дека навистина извадивме еден максимум, благодарејќи на играчите, благодарејќи на нивната дисциплина, благодарејќи на се она што они го знаат и на она што бевме договорени во тие 4 зида. Мислам дека навистина направивме една голема работа. Долги години се шират информации дека постојат поделби и кланови во машката репрезентација. Дали вие тоа го почувствувате на првиот собир со националниот тим? Кланови. Види, во една фирма ако работат повеќе луѓе, нормално дека не може секој со секој да разговара. Сите сме различни карактери, сите сме различни, имаме суетни играчи. Видете, не знам како да ви го објаснам тоа. Нормално дека не можеме сите 20 луѓе седеме на маса да јадеме, да разговараме и да живееме заедно. Нормално дека секој си го наоѓа оној играч или дел од стручниот штаб или човек од управата со кој можеш да комуницираш во тие 5-6 дена, недела дена, 10 дена еве нека бидат. Така да не би можел да ги наречам дека тоа се кланови. Сепак на терен или кога стане прашање за некој од нас, сигурно дека секој за секого скока се изразува со позитивни зборови. Сега тоа кланови не би го разбирам баш најдобро, мислам дека не сме поделени на кланови, него дека е баш дека имаме една баш убава другарска, пријателска и не знам, на колегијална атмосфера и на тренизите и на надпреварите и низ движењето низ хотелот. Покрај тоа што сте предводник на сениорскиот тим, вие сте селектори на кадетската репрезентација на Македонија. Вашиот коментар за претходниот настап на кадетите на турнирот во Бугајно, како и за очекувањата од претстојниот мондијал во август што ќе се одржи во Скопје, но и за играчкиот ростер и за полемиките и за реакциите што се појавија во јавноста, посебно од тимот на Охрид, бидејќи ниту еден нивни член не беше во ростерот, а патем тие беа вице шампиони во младинска конкуренција. Ајде да почнеме со Охрид, пошто се критики во прашање. Они се бунат за Мартин Ивановски, средниот бек, и за Костов, десното крило. Јас колку што знам, на последниот турнир Мартин играше, Костов играше. На последните припреми пред Европското првенство во Грузија, они беа учесници. Мартин учествуваше на тие подготовки за Европското првенство во Грузија, каде што испадна. Така да, јас би бил многу среќен кога јас би можел да понесам со мене и 40 играчи. Но секој пат, знаете како, за еден турнир сме ограничени со 16 места. Ајде, на наш ризик можеме да понесеме на товар на федерацијата плюс уште 1 плюс уште 20. Значи, Мартин
е во тој, и он самиот знае дека е во тој поширок список. Знаете како е, јас оваа екипа или не знам репрезентацијата ја замислувам како еден филм. Не можете вие 16 играчи да имаат главна улога. Се ослонувам на 3-4 играчи кои што мислам дека може да бидат врвни. Се ослонувам на 3-4 играчи кои јас со моето скромно знаење мислам дека можат и се најблиску до најдобриот македонски национален состав. Сите оние останати се во систем на ротација. Ако сме реални, ако го трнеме Охрид на страна, и Бобан Каховски не беше викнат Новој Собир, а на минатите беше викнат. Беше и на Европското првенство во Грузија. Теодор исто не беше повикан за овие припреми, а беше на Европското првенство во Грузија. Ако сме реални, од тие некои играчи кои се обидов да ги пробам Новој Собир беше Илија Меловски, кој средниот бек на Металург, на Тиквеш, кој во момент на дупла игра на војна регистрација, кој игра во овие моменти игра забележителна улога во Тиквеш, а мора да бидам искрен дека Илија Меловски се повреди баш на напреварите на националниот состав. Он беше во Романи. Он беше еден од првите опции во тој момент, еден од поквалитетните играчи. Сега доаѓаме на оно мое размислување што викам дека треба базенот да го ископаме што подлабоко, да имаме што повеќе квалитетни играчи. Јас не сум да земеме 16 играча и се само тие да бидат во репрезентација. Јас да се слагам и пак ќе ви кажам, ние да имаме 3, 4, 5 играча кои се нон-стоп тука, како Джигеровски, како Мартин Серафимов. Да, они се квалитет, како Кристијан Симоновски, Костевски Ненад, кои не јас, ако ја видиме анализата на стручњаците кои на ЕХФ кои објавуваат обично после секој големо напреварување на кои играчи треба Европа да смета во наредниот период, он е еден од главните играчи. Сега, јас знам дека они прават притисок. Јас знам дека и нивниот тренер дека можеби се лути. Но јас на секој Собир не можам да го повикувам играчите од Охрид, а имаме позади кои чекаат да бидат проверени некои други играчи. Јас пак ќе ви кажам, основата, базата на репрезентацијата е таа, но до 16 играчи кај што можам јас да играм, се ослонувам да проверам, да можам да влијајам, да можам да се наметнам со некое влијание кај нив, да почнат што повеќе со некоја индивидуална работа, која навистина им недостасува на сите. Повеќе пати јам кажам дека македонскиот играч недоволно вложува во себе, во оние тренинзи, во она што искрено ни треба да го вложи во себе и во да имаме профиците ние и репрезентацијата посебно. Металург, каде што вие бевте тренер, дали ви изненадија таквите резултати на овој тим? И дали сметате дека вистинско време за повлекување од таа функција беше финишот на сезоната, кога е многу тешко да се најде нов тренер? Па искрено мислам дека лошо го одработивме над преварот со Еврофарм. Не само на терен, логистички лошо. Во тој момент имав милион информации. Мислам дека лесно доаѓам до информации. Така да и пред на преварот ги предупредив играчите дека се осеќам дека сум малку, како да ја кажам, предаден. Не, предаден од сите структури во тој момент. Така се осеќам, не знам. Еве ќе ја почекаме да заврши сезоната и ќе видите дека сум во право. Мислам дека во тие неколку денови дури немав ни лепак за тренинг. Лепак е основно нешто што може да функционира еден клуб. Али не би сакал околу тоа, јас пак ќе кажам дека во Металург дојдов свесно. Има ветување дека ќе биде се оке околу финансиската страна. Има ветување дека и тоа си идеше со играчите се, мислам дека и Бошне коректно за разлика од минатата година, си идеше коректно. Очекував повеќе од нив. Јас максимално се вложив и максимално ризикував да може да напредува еден Танковски, да може да напредува еден Маџовски, ако за Маџовски ме убедува дека не сум во право. Мислам дека исполнам дека сум во право за Маџовски, дека може да биде добар играч. Се уште не, треба да работи, треба уште да вложи во себе. Имаме проблеми со килажата, мислам дека сега е среден, затоа и доби повик за адаптација. Мислам дека и се уште мислам дека и Уриновски може да ни помогне доста во репрезентација. Најповеќе зависи од лично самиот од него. Дали сака се посвети на врвен ракомет или нека се посвети на врвен ракомет. Имаме уште неколку потенцијални ротативци кои јас ги гледам. Димитар Димитриевски мислам дека е една реална опција
за месото после Дејан Манасков, заедно со Мачовски. Мислам дека може Мице Шилегов, може еден Филип Арсеновски, иако Лазаревски во овој момент може би е пред него, сакал он да признае или не. Повеќе работи, повеќе заслужува да игра. Мислам дека таа една екипа со потенцијал, не знам како ќе се развива сега. Не знам како ќе продолжи таа екипа да функционира. Можеби ќе се растури, претпоставам дека секој ќе си го побара своето чаре. Сигурно дека ќе заминат можеби некои и во странство. Тоа е еден главен проблем. Да, ако отидат во некои клубови кои се под нивното некое ниво, реноме, ќе бидат уште подалеку од репутацијата. Пак доаѓаме на оној муабет сега, не знаеме како ќе се развива македонскиот ракомет, не знаеме каква е судбината на клупскиот македонски ракомет. Да, не знаеме Вардар што план, каков има план. Не знаеме дали ова е сериозно сето тоа со Сергеј. Не знаеме Металург. Иако од оваа гледна точка мислам дека е во една лоша ситуација. Губиме едни центри за формирање на млади играчи. Некој ќе каже дека не, Вардар не е само Металург, не се слагам. Хајде аргументирано. Мишевски, фантастичен играч, Арета ти ве спомене. Кукуловски, Кизич голман, Андреј Петковски голман, Карапалевски, таков играч. Ја не знам зашто не бил приклучен кој првиот поон да учи од Циндрич, од Караджич. Не знам. Не може да кажеме дека само Металург прави играчи. Јас гледам потенцијали во Вардар. Сега не знаеме какви потези ќе повлече Еврофарм. Еврофарм во овој момент од оваа гледна точка ме е како некој лидер за во иднина. Како еден лидер. Не знам што потези ќе повлече. Очекувам во периодот кој следи да видиме кој курс ќе го фати, која стратегија. Не знаеме што суфлери имаат, сигурно ќе имаат суфлери. Многу. Дали тие суфлери се окей? Прашање. Реалноста, они треба да го одберат тој правец каде што ти немаш македонски играч, да се слагам дека треба да се купи странец. И нисто да го правиме. Немавме лев бек шутер, го купивме Шпенде. Имавме проблеми со организацијата на играта, класични средни напаѓачи. Се обидовме со Лука Стојановиќ, со Миха Пучник, со португалецот што беше исто се обидовме. Значи на тие места да се слагам. Само да не се иде во некоја крајност како Вардар да имаме толку многу странци. Немаме бенефит од тоа никако. Нема да има бенефит никако клубот, како клуб Еврофарм нема да има бенефит од македонската репрезентација. Но видете, секој си прави оно што сака со своите пари. Ние не можеме сега, ниту јас можам да ви кажам на вас што да правите вие со вашиот сајт, нити вие не можете да ми кажете што да правам со себе, нити ние можеме да усуфлираме сега на еден Еврофарм, но се надевам дека има разумни луѓе кои му суфлираат, кои му се како некои советници дека ќе го одберат вистинскиот пат, правилниот пат. Иако мислам дека пак ќе дојдеме на оној дека ако ние македонците немаме една добра јака лига, дека пак ќе ви кажам црно не се пишува на сите. Во една прилика кажавте дека би било убаво и македонските представници во сека лига да се натпреваруваат и во Суперлигата на Македонија. Во минатото имавме успешни примери со Веспрем и со Мешков Брест кои не издржаа на три фронта, но колку македонските тимови, како независно дали се Вардар, Металург или Еврофарм работник, се подготвени да издржат напори на три фронтови? Па тоа е прашање, ама ајде да гледаме иднината на македонскиот ракомет да со тоа се позанимаваме. Ние без јаки утакмици, поготоа и некои млади играчи што играат во малите клубови, не можеме да напредуваме. Би го ставиле во втор план веројатно на некои од тие натпреварувања или би ги жртвувале. Ако јас пак ќе кажам, ако тој првиот дел на првенството пак ни биде еден како уводен дел, првите 6 повторно да играат во плејофот. Повторно тие клубови и ако би стартувале од нула. Значи, тие клубови не би имале и со каков состав и со каков резултат да го имаат во тој период, не би представувало никаков проблем да го одиграат тој дел од првенството. Ако сме реални. А пак многу ќе значи за оние играчи се во помалите клубови. Значи сега се грижиме за развитокот на македонските играчи. Ако сакаме да имаме јака лига, тоа ни се потребни Вардар и Еврофарм и Металург, ни се потребни во тоа натпреварување.
Ако сакаме повторно да се мачиме, што викам јас, онда би ги оставиле нив да се концентрираат само на СЕХА лигата, македонското првенство повторно би го оставиле и би се бореле со оние екипи кои се на работна екзистенција. Вие бевте иницијаторот за формирање на Б репрезентација на Македонија, но прашањето е колку играчите од таа репрезентација би можеле да му помогнат на тимот, бидејќи имаме примери во светски рамки каде што многу мокни репрезентации немаат таква Б репрезентација, но имаат многу успеси. А јас пак ќе ви кажам дека зависи многу од македонското првенство. Ако немаме добро првенство, ако имаме куп на Македонија кој се игра у 2 дена, не знам каде се надпреварите, како може еден играч, ајде си задам оснаноски, како би стасал еден играч ако не игра врвни надпревари? Како ние би знаеле дека тој е прав избор за репрезентација ако не игра врвен надпревар, јак надпревар? Ако немаме македонско првенство квалитетно јако, дајте да направиме Б репрезентација, дајте да одиме на турнири и да бидеме реални. Да гледаме на висината во очи. Ние мораме да создаваме квалитетни играчи за А репрезентација. Ние во овој момент многу малку ги имаме. На волку масовност, греота би било да немаме барем на секоја позиција по 3-4 квалитетни играчи. Греота би било, по мене. Кажете ми за крај, што вие би промениле во ракометот во Македонија? Неколку идеи кои тешко поминуваат, нели? Јас сакам да се воведат барем уште едно плюс надпреварување, кој би се нарекол на пример куп на лигата, каде што би играле на пример некој надпреварување само екипите кои се од Суперлигата, од првата лига. Мислам дека треба македонскиот куп треба да се почнат да се реорганизира. Мислам дека треба да биде тоа на систем на елиминации. Тоа е моје размислување, значи не мора да е, нели, тоа само како идеја, гласно размислувам. Не, јас би сакал да биде како едно извлекување. Секој пат да се игра на теренот на послабо рангираниот, послабо пласираниот, да се игра на еден надпревар. Јас би сакал да во записникот, во македонскиот записник би имало 14 играча. Мислам дека е премногу 16, поготово за Македонија. Мислам дека треба во таа втора македонска лига треба да им се забрани да играат на ветераните. Треба тоа надпреварување да се остави за помладите играчи. Јас искрено, пратејќи го и ракометниот клуб Аеродром, гледам како напредува преку тие надпревари во таа прва лига, гледам како напредува и во тие младински и кадетски лиги. Мислам дека да се забрани играњето на тие некои ветерани преку плюс 33, плюс 34 години. Мислам дека тие ако имаат квалитет треба да играат во најдобрата лига, ако нема квалитет не треба да се занимаваат со ракомет, да. Сега се тие некои вака идеи што ми паѓаат на памет. Имам и за идеја исто дека нашата кадетска репрезентација треба да игра во плей-аут, чисто да има како еден символичен карактер. Нашата младинска репрезентација треба да игра во плей-оф. Значи, секоја екипа која се пласирана во плей-офот би имала задача да одира по еден надпревар со младинската репрезентација. Јас тоа не го измислувам, тоа го играат многу други репрезентации, тоа се игра во многу други првенства. И во кошарката дури имаме такви примери. Значи јас само не измислувам, јас сакам само ние колку можеме да се приближиме и тоа што е добро, што е постигнато да го земеме од другите федерации.